Друштвото на филмски работници на Македонија под раководство на Игор Иванов Изи и Томи Салковски парите од чланарина, како и оние доделени од државниот буџет, ги трошеле на луксузни ресторани, изнајмување возила, патарини и патни трошоци. Стои во извештаите за нивното финансиско работење до кој дојде Алфа. Ова го потврдува и поранешниот председател на надзорниот одбор Никола Мадик, кој вели дека бил разрешен од функцијата и исклучен од друштвото откако започнал да се интересира за финансиското работење на ДФРМ. Неговото исклучување е прв ваков случај во 7-децениското постоење на друштвото. Видовме дека некои работи не се поклопуваат во однос на цифрите, така што во рекапитуларот стоеше сума која што беше приближна на 1.400.000, додека во останатите страници беа наведени суми кои што се само од уплата на членовите на ДФРМ и некои ситни банкарски провизии или адвокатски трошоци. Тоа беше повод да надзорниот одбор ги побари извештаите за финансиското работење на друштвото и да се види што се случува, бидејќи имаше некомпатибилност помеѓу рекапитуларот и останатите страни. Мадич вели дека додека бил на функцијата во неколку наврати се обидел да си ја изврши должноста, односно да направи увид во тоа како Игор Иванов и Томи Салковски ги користат народните пари, но тие не му ги доставили извештаите, па морал да ги баре од Агенцијата за филм, која е последна дестинација на овие документи. На повеќе места се трошени средства ненаменски согласно договорот кој што е потпишан на 18.6. мислам 2018 година и можеше да се види дека не се поклопуваат работите во однос на тоа зашто треба средствата да се трошат. Од тие причини, на состанок на надзорниот одбор, ние во допис до Министерството за култура, каде што беа истиот допис беше доставен до Агенцијата за филм, како и до ДКСК, побаравме да Министерството утврди дали тие средства се потрошени согласно и наменски согласно договорот за соработка со Агенцијата за филм. Државната комисија за спречување корупција, како и државниот ревизор, по овие пријави дадоа крајно негативни извештаи за тоа како Агенцијата за филм ги раздавала народните пари. Истото го направи и Министерството за култура, но тогашната влада не презеде ништо. Индикативно е дека Агенцијата за филм склучила меморандум и договор за финансирање само на ДФРМ, а не и на некое друго здружение од областа на филмот, иако во Македонија постојат повеќе такви здруженија. Државниот завод за ревизија утврдил и дека Агенцијата за филм не врши контрола на наменското и законското користење на средствата што ги исплаќа на ДФРМ. Откако раководството на ДФРМ го исклучи Мадич од друштвото, на негово место председател на надзорниот одбор доаѓа Бранко Петровски. За него инспекторите од култура утврдиле дека имал судирни интереси, бидејќи истовремено во Агенцијата за филм одлучувал кој ќе земе пари од државата, а кој не. Истиот бил назначуван за финансиски советник во филмскиот фонд 7 години поред, иако Законот за филмска дејност го ограничува мандатот на само 1 година и бара за секој конкурс да биде назначена друга личност.